Постои свет, исполнет со предизвици, во кој вкусот на победата е толку силен, што станува реалност, како и освежителниот вкус на Кока-Кола Зеро. Бајка од Ленор. Со новата колекција на Ленор ја чувствувам љубовта од романтичната градина. Шик вибрацијата од соништата, патување низ миризливи чувства, кои би сакала да ги чувам само за себе. Пробајте ги новите парфеми на Ленор, што траат и траат. За се што ти си била, за се што си, за се што мене ми значиш ти. За тоа ти благодарам. А благодарам значи мерси. 8 префинети вкусови на чоколада во една уникатна колекција. Открите Анивеа Rose Touch, двофазната мицеларна вода, со органска вода од роза и природни мицели, чисти длабински, одстранува и водоотпорна шминка и ја хидрира кожата. Од брендот број 1 во Европа, во категоријата производи за чистење на лице. Камата која прогресивно расте на секој 6 месеци. Со Evolve депозитот на Halkbank уживај во растечка каматна стапка и оствари принос од 2,7% за депозит во денари за рок од 24 месеци сметано од иницијалниот влог. Halkbank. Важни се луѓето. Каде е Ана? Не доаѓа? Не, има проблем со задржување на водата во телото. Се чувствува како надоен балон. Знам. Отечени нозе и подоени подочници. И јас се имав истата мака пред да започнам да употребувам апуретин слим. Апуретин слим? Да, тоа не е обичен апуретин. Да, тоа е пуретин слим. Помага во процесот на слабење, особено кога се подготвуваме за летната сезона. Беко дава 7 години гаранција на вградна техника и 60 дена тест период. Дистрибуирано од Нептун. Мојот бескрај, мојата магија, планината. Низината тишина тече низ моите вени. Ја слушам само вечноста. Трчам низ маглите и зајди сонцата што ми ја пленат душата со својата убавина. Најчистите чувства извираат од најдлабокото, исто како и водата. Минерална вода Велинград Алкалија, од душата на планината. Брз, едноставен, остар, сигурен, уреден, паметен. Еден уред за лице, брада, врат, нос, уши и грб. Подстрижува тука горе и бричи таму долу. Еден уред за се што правите. Се во еден тример, серија 7000. Innovation and You, Philips. Сувиот скалп со првут не е само сув, туку е и оштетен и не може да задржи доволно влага. Head & Shoulders Derma X Pro го храни вашиот скалп, задржувајќи ја влажноста за нахранет и смирен скалп без првут. Ново издание на Заспи ако можеш, за жал повторно без Драган Милосавлевич, колегата кој што од оправдани причини вечерва не е со нас. Иван Величковски, гостин во Заспи ако можеш, основач на движењето Нова Република, млад, но искусен политичар, човек кој што долго време во македонската политика или тука негде до неа, и човек кој што не само лани во последното гостување во Заспи ако можеш и претходно и потоа во јавни настапи, во дискусии, во дебати, постови на Facebook, кажува работи за кои што подосна излегува дека се точни. Добро вечер за Иван Величковски. Добро вечер. Благодарам за поканата. Во право сум кога велам дека ги погаѓате работите за кои што не само Македонија луѓе што не ги погаѓаат и се чини дека не ги ни следат, не ги ни знаат. Па се надевам дека сте во право, оставам тоа да го цените вие и гледачите, и воопшто општеството. Но она што е битно е дека политиката е професија и таа е професија 24/7. Се друго може да трпи импровизација, политиката не.
Всушност има и многу други дејности кои што не може да трпат импровизации, но во секој случај во политиката се создаваат околности и се создаваат услови или грешки за многу голем број на луѓе кои ги чувствуваат многу голем број на луѓе. Затоа не смеем да си дозволаме импровизација. Така. А одговорност за најголем број тие грешки нема. Но, ајде да се вратиме. Повелете. Па не, знаете како е, сите сме луѓе и грешиме, но подобро е да предупредуваме за нешто, па да не се остварат предупредувањата, одошто да предупредуваме, а тие предупредувања подоцна да се остварат. Така. Пред да почнеме на сериозниот дел од разговорот, иако и ова е сериозно, мислите дека во Македонија нема луѓе што доволно знаат, нема луѓе што доволно следат, зборам од аспект на институции, или има доволно луѓе што следат и што знаат, но едноставно политиката или институциите не дозволуваат да се анализираат состојбите, да се предвидат можни решенија и да се спречат да се превенираат негативни последици. Многу ми е општо прашање, но меѓутоа во текот на разговорот ми се чини дека гледачите ќе разберат за што сакам да зборам. 30 на години овде е обидот да се воспостават или да се одржат истите односи како и пред 30 години. Македонија е земја во која општеството и политиката се отуѓени едни од други. Политичарите воопшто не следат што се случува во општеството, туку се обидуваат тоа да го субституираат со така наречената јавност. И се случува многу често во многу медиуми, во многу јавни настапи, во многу институционални, владини, опозицијски, какви сакате се политики, да се држи кругот затворен. Затворениот круг на крај не ги затвара темите и не изолира во еден мал остров, така да кажем, кој што многу луѓе потоа го чувствуваат како остров на сигурност и не сакаат да се замараат со други работи. За жал, политиката, меѓу другото, тука произведе голем број на луѓе кои што ја сватија како бизнес. Сега доаѓа времето на оние кои што, бога ми, ќе се каат за секое нелегално денарче и ќе се радуваат на секоја можност слободно да го искажат своето мислење, доколку немаат такви опашки за себе. Ова е една од највалните изјави што сум ги слушнал од човек што е во или околу политиката. Ке се каат сите што украле и едно денарче. Па да, затоа што, знаете како е, ние кога ги учиме нашите деца дома, ги учиме да го штедат секој денар. Ги учиме да го употребуваат рационално. Дојдени сме во ситуација, или особено ќе кажам во последните 15 години, дојдовме во ситуација во која јавниот денар се сметаше како нешто туѓе. Па знаете како е, сега луѓето доаѓаат по своето и си ги бараат своите пари, односно ја бараат одговорност од оние кои што управуваат со нивните пари. Затоа се изборите за да се изберат представници во парламентот, да се избера извршна власт, да се контролира со судската. Штом тие механизми не функционираат, доаѓаме во ситуација како оваа. Повторно ќе кажам, отуѓеноста на политичарите, на политиката, од општеството, од граѓаните, се обидува да ја субституираат со јавност, со контрола врз медиуми, контрола врз теми, со сопирање на луѓе кои што можеле нешто да понудат, со форсирање на луѓе кои што немале баш можеби таков капацитет. Инаку ви кажувам, јас не сум единствен, напротив, сметам дека сум еден дел од многу, така да се наречеме, несистемски луѓе, кои што не сме напредувале заради тоа што некоја невидлива, така наречена сила или подолжно наречена старата структура стоела зад нив. Не сме од фамилии кои што биле во претходниот систем нешто значајно, но сме учеле тука, сакаме да живееме тука и нашите деца сакаме да ги гледаме тука. Затоа сме наидувале на подсмев, затоа ние сме неконфликтни луѓе, не сакаме да влегуваме во расправи на измислени теми, туку сакаме да зборуваме за реалното. Тоа ми е возможило мене и на многу други. Не само во политиката, во некои стандардни или нестандардни медиуми, во помалку видливи невладени организации, дури и на Facebook. Ќе видите луѓе кои што имаат многу поголема грижа за она што е заедничка цел, заедничко добро, од оние кои што се платени да размислуваат за тоа. Но сепак ќе кажам уште еднаш. Оставам луѓето да ценат кој што како направил. Конечно, може би тоа да се направи, да дадам еден вовед во неколку поенти кои што ќе сакаме и во текот на емисијата да ги направам. Забележете дека голем број сега судски процеси, истраги и слично се водат против луѓе кои што вака или така, на еден или друг начин, ќе ги најдете заеднички слики со лидерствата на политички партии, било од власт, било од опозиција, било сегашни, било поранешни. Не е чуден тој спој на некои ситни, некои крупни багабонти или тешко корумпирани личности, кога се сликаат со
партиски лидери, со владени функционери и слично, и заедно стојат на Facebook. А такви ликови нема да забележите на Facebook страниците на нас обичните, несистемските. Тоа е показател докаде отиде на општеството, докаде отиде на политиката. Политиката направила народно кажано, непринципиални... вие немате моќ, не можете да вработите, не можете да помогнете, не можете тендер да дадете. Видете, кога сум бил на такви позиции, не сум го правил тоа. Затоа не сум бил подобен и затоа многумина како мене не биле подобни. Затоа денеска имате луѓе кои што не сакаат, кои ќе уклучите телевизор и викате, остај таа работа. Може би затоа во оваа емисија ви гостуваат луѓе кои што сакаат да кажат нешто поинакво, а наоѓаат терен каде што може да ги соочат своите аргументи со вашите или да одговорат на вашите прашања. Да. Една од причините зашто јас ве почитувам е што немате влакно на јазикот без разлика за каков авторитет се работи. Дали локален, македонски, дали меѓународен, дали регионален, и кажувате работите во ваш последен пост, последниве неколку дена, лично, директно би рекол, ги прозивате Европската унија и САД дека поддржуваат или се подпираат на имплементација, на промоција на нивните вредности, политики. Јас барем така го разбрав, посод ќе ми справите ако грешам, на луѓе кои што едноставно немаат доверба кај таа јавност, кај граѓаните. Ова зборувате во контекст на тоа зашто Русија добива релативно висока поддршка во Македонија или руската агресија на Украина. Тоа е нешто што нема да им се допадне на Европската унија, на САД се разбира, иако од друга страна пак знам дека и САД и Европската унија внимателно ве следат и знаат дека од вас може да слушнат конкретни работи. Влие ли нешто вака на овие несистемски политичари кога ќе објават нешто што не им се допаѓа на Брисел и на Вашингтон? Па не знам дали ме следат, ако ме следат, тогаш го прочитали тоа што сум го напишал, но тоа станува збор за критика, а критиката ја давате кон оние кои што ги сметате за блиски, а ја слушаат оние кои што ве сметаат за блиски. Од тие причини ќе кажам дека тоа, ајде да го поставиме во едно семејство. Зашто ги упатувате децата? Може некогаш и пооштро да им кажете, може да им кажете немој вака, немој така. Зошто го правите тоа? Секогаш заради тоа што сакате тие да напредуваат, да ја надминат некои пречки и затоа што сакате да ги видите да успеат натаму и затоа што ги чувствувате за блиски. Затоа и моите критики кога ги упатувам, исто како што ги упатам и по фалбите, да речеме, тие ги правам неселективно, односно ги правам затоа што сметам дека така треба. Конечно, зошто се дозволи, не станува збор за поддршка на Русија, туку стануваше збор за еден изблик на путинизам кој што се јавуваше како имплантиран процес, кој што не е зависен само од реални мерки, туку е зависен од еден 30 годишен период на инсталирање овдека на инсталации или поточно кажано олигархи, кои што својот бизнис тек го следеа практично од оние фамозни фирми на поранешните тајни служби, што југословенски, што македонски, што и ситко советски и така натаму. Забележете каква е линијата, каков е тој тренд на промоција на нашата олигархија, која што одеднаш ја купи пола Македонија, ако не и повеќе, која секогаш ги водеше своите корени од тие служби, од тие времења, кои што ни во одминатиот систем, ни во овој систем не наишле на некаков проблем да имаат, како да кажам, потешкотија. За нив секогаш имало работа, секогаш имало позиција и мистериозно секогаш биле добро следени, добро промовирани од медиумите, кои што биле нормално под контрола. Кои што исто така медиуми, ако се забележи нивната собственичка структура, повторно се движеле по истата линија. Создаден е затоа еден балон, во кој што недостатокот на ред во една држава е субституиран со барањето мистика, предходно преку Милошевиќ на Балканот, потоа директно преку Путин во Русија, и создадена е фама. Денеска кога се гледа, руската агресија е наидува на презир, дури и кај оние кои што имале големи очекувања од руската армија. Презирот не е заради состојбата само на армијата, презирот е затоа што е нападната и извршена агресија врз суверена држава, која што со ништо не го провоцирала таа. Инаку руската агресија не е започната врз Крим, не е започната годинава. Таа е започната 2014 со Крим. Тоа е првата. Со украинска територија, да. Второ, многу често ги забележував оние, ама видите што правеле украинците во одредени делови, нели, Донбас и овие слично. Точно може да се зборува и за таа тема. Но кој ќе каже овдека од тие, ајде да ги наречеме валутни путинисти, кој ќе каже од нив дека
Меѓународниот кривичен суд е повикан во Украина по барање на Украина, затоа што и таму се барало ред. Не, значи станува збор за чиста ситуација. Агресијата во оној момент кога започнува, и затоа бев еден од првите кој што реагираше на тоа. И бев разочаран кога видов дека политички партии големи особено од опозицијата се фемкаа 2-3 дена да размислат де ќе следиме ставови на ИПП, де ќе следиме вакви ставови такви. Не, за Украина, за агресија врз Украина се реагира веднаш. Бидејќи вие сте или слободари, ја барате својата слобода и не сакате да дозволите да ви се случи и вас агресија, и солидарни сте со тие кои што се подложени на агресија, или сте спремни да премолчите нешто за одредени цели. Затоа не сум секогаш пријатен за слушање, но не смеам да ги премолчам работите, затоа што на тој начин премолчувам, па можеби судбински прашања и за мојот народ. Па да, огромен дел од луѓето агресијата на Русија врз Украина ја гледаат како урнек по кој што утре можеби некој од нашите соседи може да реагира во Македонија, и тоа е сосема реален страв. Па и барањата ако земете за Русија, Русија вели дека украинскиот народ не постои, дека грчката нација е измислена, нешто слично што го прави да наш сосед сега со Македонија. Има една огромна разлика. Прво, сите оние кои што сметаат дека НАТО не припаѓаме во НАТО, денеска велат, знаете како е, непријатна е оваа состојба во која што се наоѓаме вака, нели, и континентално, и регионално, и енергетски, и финансиски, ако сакате, но денеска сите велат, па добро е што сме во НАТО. Ние кои што сме биле за тоа, еве, наназад 20 на 30 години, знаеме дека сме биле во право. Битно е дека луѓето денеска, секој граѓанин на Македонија е свесен дека сме биле во право, и не само јас, и не само вие, или не само некој трет, туку цела една политичка гарнитура, генерации и генерации. Тоа е првата работа. Второ, она што е различно и за кое што не сака никој да зборува овде, е дехуманизацијата која што Русија, односно Путиновата пропаганда, перманентно ја правеше врз украинскиот народ. Дехуманизација визави македонскиот народ никој не врши. Напротив, ако сте забележале, можеби тука повеќе имаме домашни пропагандисти кои го потценуваат македонскиот народ, одошто тоа ни се случува од надвор. Трето, знаете како е, ние може да се расправаме и со Албанија, можеме и со Грција да се расправаме и со Бугарија. Како ќе го наречете, Сезино? Но ние тогаш се расправаме во едно семејство. Кон Македонија. Не е дехуманизација, што е тогаш? Денационализација? Не, напротив. Ние денеска зборуваме за тема која што Скопје си ја поставува само на себе. Да направиме една инверзија на почетниот пристап. Сеќавате дека Бугарија за македонците, па некаде до доцните 90-ти живееше во имиджот на она фамозна две червени. Кој се обидуваше да ги дехуманизира, пристапот да го дехуманизира кон Бугарија? Домашната пропаганда, но не македонците, туку домашната пропаганда која зависеше од пропагандата на Белград. Ние имавме и се уште имаме една чудна ситуација во која Белград вика аманте луѓе, тргнете ни се од глава, но овде имате инсталации кои што се уште сакаат да живеат во минатите времења, бидејќи тоа е начинот за задржување на нивните привилегии. Величковски, се извинувам, ќе ве прекинам. Мора заради интересот на дебатата. Ова го слушаме постојано. Руска пропаганда, српска пропаганда. Еве, јас сум новинар и би требало да сум некој таргет на таа пропаганда. Така. Навистина можам искрено да тврдам дека никој не ми пристапил, никој не се обидел, доволно сум искусен да препознам, така, никој не ми понудил пари. Еве за српската пропаганда зборуваме. Зарем сметате дека во Македонија немало доволно капацитет, па дури и за тој лош наратив на две червени. Велам дека е лош, значи да немаме недоразбирање. Зар не можело луѓето автентично да развијат некаков личен однос кон Бугарија заради тоа што се случувало претходно? Тоа што овие приказни со Бугарија јас ги паметам добро од декларацијата за пријателство 99-та година, мислам Љупчо Ѓорѓиевски и Иван Костов потпиша нели во Софија. Постојано бил тој однос тамо. Зошто се префрламе на Русија, зошто се префрламе на Србија, кога и во Македонија има автентични, позитивни и негативни трендови? Зарем се може да се објасниме со старите структури и со српските служби во Македонија? Не, напротив, инаку српските служби добро е што ги вадите на површина, но не станува збор за српски како етнички структури, туку станува збор за структура на привилегија, служби на привилегии. Бидејќи да ве потсетам, 91 година Македонија стартува со македонска телевизија, македонско радио и НИП Нова Македонија.
И тоа е целата јавност. Нема интернет, нема ништо друго. Сетете се дека во тој период пристапот до информации, пристапот до дебата, воопшто не беше идентичен на овој денешниот. Вие денеска со кого сакате можете на Facebook или на било која социјална мрежа да размените мислења. Пристапот до информации е многу поголем. Тогаш тоа не постоеше. Инерцијата на движењето, притисокот, дали југословенската криза ќе се прелее во Македонија или не, тоа беше еден од тие процеси кои што овозможи да се пристапи овде, да се задржи стабилноста, а за другите работи ќе зборуваме подоцна. Затоа ние останавме на митовите. Меѓу другото, таа дехуманизација која што се обидуваше тој тип на јавно мислење да ја вршеше врз несистемските македонци и врз сите останати етнички заедници. И затоа денеска, забележете, постојат несистемски македонци кои се отфрлени од системските македонски партии. Постојат несистемски албанци кои се отфрлаат од, ајде да ги наречеме ако сакате, несистемските албански партии. Но за нив нема место освен во процесот помеѓу. Но во тој простор помеѓу, тоа е огромен простор. И тоа е мнозинството, убедливото мнозинство граѓани. Дел од нив заминуваат од Македонија затоа што се сметаат за непожелни во својата земја. Денеска Македонија има, барем по овој попис, 200 и кусур илјади жители помалку од пред 20 години. Не е тоа само заради економска состојба. Економската состојба воопшто на континентот не е баш сега многу стимулативна за заминување. Недостатокот на чувство дека во сопствената држава, врз основа на јасни правила, неселективно, граѓански, секој поединечно врз основа на свое право и свое знаење и своја умешност може да дојде до профит или до свое место под сонцето, тоа е она кое што цело време овдека го запоставувавме на страна, сега тие луѓе рекоа, знаете што, нека се среди работата, па можеби ќе се вратиме. Иако и тоа можеби е под голем знак прашање. Јас и денеска ќе кажам, да не беше да не беа пандемиските услови минатата година, се прашувам дали таа бројка од 200.000 иселени ќе беше 200.000 или ќе се качеше за уште барем 50 до 70.000 луѓе. Тука се согласувам. Што правиме со таа бројка огромна, рековте, кој што се дел од тие несистемски луѓе? Рековте дел заминале, но огромен дел се уште се во Македонија. Тие луѓе не учествуваат на избори, не го кажуваат своето мислење, можеби на социјалните мрежи некаде, но таму каде што решаваат за судбината и своја и на својот народ и на државата, на изборите не излегуваат. Во Македонија 1.800.000 гласачи, официјално толку е списокот. Еве да речеме дека не се толку, дека се 1.400.000. 400.000 луѓе во убавите времења не излегува, кога излегува по 1 милион македонски граѓани на избори. Сакам да кажам, една страна е одговорноста на политиката, на елитите, на естаблишментот, институциите, а друга страна е одговорноста на граѓанинот. Ја на вистина не можам да разберам. Ние денеска со Драган, колегата, бевме во Штип, вчера бевме во Велес. Луѓето не само што се уплашени една категорија. Луѓето не ги интересира како да не живеат во државата. И тука, да ви кажам искрено, со сите информации што ги имаме преку интернет пред се, нели? Ја не можам да разберам дека луѓето не сакаат да си ја решат својата судбина. Ја не велам да гласаат за СДСМ, за ДУИ, за ВМРО, не велам тоа. Да си гласаат за себе, на локални избори, за независни кандидати, да учествуваат. Јас имам чувство дека луѓето веќе не сакаат да учествуваат во начинот на управување, во начинот на изборот на тие што ја водат оваа држава. Сакаат и ќе учествуваат. До некаде се согласувам со вас, но ме плаши, тука препознавам една изјава која што мислам дека слушнав на медиумите од Ахмети беше, вели како беше, ако штом заминува за 2000 евра плата, не е патриот. Немојте така. Овие сите луѓе се патриоти. Јас зборувам за тие што се во државата, не за тие што заминале. Јас зборувам и за тие што заминали и што вечерва ги пакуваат своите куфери, бидејќи денеска зимаат виза, утре веќе одат, заминуваат. Разберете, не станува збор за тоа. Вие веројатно го разбирате тоа. Не станува збор за тоа дека не сакаат да учествуваат. Туку сакаат да најдат вистинската причина. Односно, сакаат да видат дека системскиот естаблишмент, особено системските македонци, дека заминуваат од позиција, а не, доколку не, тие ќе си заминат од Македонија. Првиот елемент кој што веќе може да се смета како охрабрувачки беше ова прочистување на владата што се случи, кога ликови кои што па само во градинка веројатно не биле на функција,
веќе беа очистени од владата. Значи зборуваме како сакате, значи не зборувам само за Заев како премиер. Зборувам за Шекеринска, Димитров и така натаму. Човек кој што е многу добар пример. Ама зошто тие сега веќе сваќаат дека местото не име таму или име помогнато да сватат во тоа? Затоа што таа приказна во Македонија завршува. Збориме странските Кажете ми една НАТО земја која што влегла во НАТО со една влада и на следните избори или меѓу изборите останала со иста влада. Нема. Исто и со Европската унија. Нема. Сега тоа се оние работи за кои што пишува, кои што велев. Скопје се радува што е во НАТО, но скопската елита не смее да заборави дека НАТО е во Македонија. Значи, мораме да расчистиме. Таа елита која што живееше на потегот, или се уште живее на потегот, сакате водно де Бармало, до Илинденска тука, тие шеми и шемички на елита која што ќе се занимава со политика во триаголникот од Беране до Струга и Владичин хан и Врање, таа е завршена работа. И македонците можат да бидат мирни во тој дел. Втора работа е, што ние сега ќе разбереме, дека пристапот на Америка е многу прагматичен и тоа е нешто не ослободува. Каде што прашањето до македонците од 91 година наваму е што сакате. И до сегашниот пристап на елитите, односно држењето на дефиницијата дека ние треба да бараме на албанците да им се земе тоа, на бугарите да им се земе тоа, на грците да им се земе тоа. Не бе луѓе, нешто нив да им се земе или да не им се дозволи или да им биде одземено како право на србите и слично. Не. Што вие сакате? Тоа е оној момент што денеска не сакаат, особено политичките партии, да им го сообщат на македонците. Па луѓе, ние фактички го живееме илинденскиот идеал. Идеалот на илинденците за Македонија, кој што и македонци кои што можат да ја бираат својата судбина и својата иднина, ние не сваќаме дека е пред нас и дека го живееме. Дури, парадоксално, тие илинденци денес када се во ВМРО ДПМН, веројатно би ги исклучиле од партија. Сакате, не знам да зборуваме за кого сакате, или во СДСМ да си или било каде, ќе ги исклучат од партија. Бидејќи не се следи ставот на лидерот. Па тоа не е демократија, ставот на лидерот е сублимирано мислење, сублимиран правец на една политичка партија. Тоа не е само следење во кое што политичкиот менеджмент е сведен на лидер, поширок круг, извршители, соработници, сакате тендер наместници, сакате наместници по местни заедници и слично. Тоа е тоа што е утепува Македонија. И тоа не се ниту албанци, ниту бугари, ниту грци, ниту срби, тоа е задржувањето на менталитетот на полициска станица овде. И сега кога тој менталитет се крши, тука настанува паниката. Но таа паника, забележите, не е ниту кај македонците, не е ниту кај албанците. Ниту кај турците, ниту кај ромите, ниту кај србите. Кај политичките лидерства кои што сакаат да бидат нивни представници. И затоа денеска имаме една парадоксална ситуација. Повторно ќе се вратам на оваа екипа која што е осомничена Дево, генералниот секретар на владата, овие кои што обвинители поранешни во СЈ и слично. Видете еден парадокс. Еве да ги земем и албанци. Сакате да е Мухамед Зекири, сакате не знам овие Ајро и компанија. Да. Со Гаврил Бугарски, да. А чекајте, тие се од ДУИ? Не, тие се од СДСМ. Тоа е посебен феномен. Не, тоа е многу битно. Обвинителите не се од, да бидеме прецизни, обвинителите не се од политичка партија. Да, секако. Мухамед Зекири, да. Секако. Забележете, добро, примерот со овој шефот на смената на Блац. Повторно ќе кажам, сите тие сликани, каде и да завртат, дури еве со овој обвинетиот за убиството на Тот. Сите тие сликани со лидери, кој на ВМРО, кој на СДС. Кој на СДС, кој на ВМРО. Како и да завртите, допирот на политиката со тие ликови е перманентен, но да се навратам кај албанците. Многу е интересно. Сите тие ликови кои што се во еден период, и тоа го напишав, кои беа шкартирани од ДУИ, завршија во СДСМ. Зошто? Затоа што тие требаше да бидат профилот на албанци кои што им се допаѓаат на македонците.
Па затоа, додека нема реално представништво, луѓето нема да сакаат да учествуваат во политиката. Ниту несистемските македонци се представени преку системските партии, ниту пак албанците сакаат македонците да им ги бираат нивните фини албанци. Не, така нема представништво. Синдромот на Рахман Морина од времето на косовската криза. Кај нас овој синдром веќе прераснува во љубење на сопствениот киднапер. Стокхолмски синдром, ако сакаме да го наречем. Но тука е системскиот пристап, во кој што, ќе кажам вака, Мухамед Зекири го спомнав. Па дали овие сите што беа министри во владите на, не знам, на Црвенковски, на Бучковски, сега подсетете ме, дали овие од Беджети до Жута, да, за покој, да. Дали мислите дека тие ги представуваат албанците? Ајде за промена, тие се да ги кандидира СДСМ, ВМРО, небитно каде, во која партија им се паднало да бидат. Ајде тие нека ги кандидираат во аеродром. А не знам, некого да кандидираат од своето раководство од Тетово. Знаете кој ќе победи? Никој. Зошто? Затоа што парадоксално, може би Ахмети да го кандидирате во аеродром пред други системски македонци ќе победи, или Љупчо Георгиевски или Мицковски да го кандидирате во Тетово пред несистемските албанци, тие ќе победат. Зошто? Затоа што сакаат представник. Секој сака представник. И македонците ги сакаат своите представници, а не овие кои што им се форсирани 30 години по иста шема и одеднаш ќе ви се појават сладкасти ликови, имплантирани низ невладени организации, грантирани со пари од амбасади, од фондови и слично. Кој е ефектот? И тоа е онај статус за кој што ја прашате. Кој е ефектот? 8% доверба во судството. Кој е ефектот? 5 емисии дебатни, сите вкупно гледање, да речеме, не знам, X, 1000 гледања. Толку е. Зошто не дебатираме за вистинските работи? Затоа корупцијата е основна тема. Но таа не е само некоја мистика. Таа се случува. Сега тоа ќе ми дозволите, јас да кажам сега нешто. Сега се извинувам, може би малку и одолжи. Да, не е проблем. Вие сте еден од луѓето кои што пред може би година и нема една година, лани во јуни бевте во другото студио на Заспи ако можеш. И го споменавте тој Магнитски акт, за кој што многумина, ние тогаш со Драган разговаравме потоа да се обидеме да направиме нешто околу тој важен документ, тоа е сет од американски закони за тие што не знаат, насочени кон корупција во однос на санкции кон Русија. Се проширува можноста на американската администрација да санкционира корупција која што има извор во Русија и во земји блиски на Русија, вака се наједноставно кажано. Овде кај нас многу малку се збори, вие се разбира го следите тоа. Го поврзувам таа ваше најава, би рекол, лани од јуни, со тоа што сега се случува, со тоа што вие сега додавате и велите ништо нема да биде како порано во однос на корупцијата. Не велам дека вие го најавте апсењето на Рашковски или на Мухамед Зекири, не го тврдам тоа, меѓутоа очигледно дека нешто сте знаеле дека ќе се случува. Не велам конкретно, како систем веројатно. Тука би сакал да ни дадете мало објаснување. Јас, доколку забележавте, скролав малку на телефонот, бидејќи тоа што сум го напишал, сум дошол до тој заклучок заедно со моите колеги кои што ги следиме тие работи. И притоа сум го поставил прашањето дали меморандумот на Бајден може да биде Маршалов план за декорумпирање на западната хемисфера, а извршната наредба алатка за таа намена во Западниот Балкан. И еве денеска гледаме дека да, бидејќи покрај санкциите, ставањето на црна листа на Груевски и Мијалков од Македонија, санкциите се во практично сите земји од Западниот Балкан, во Албанија, во Босна и Херцеговина, во Црна Гора. Ставањето на црна листа започна и со примерот во Бугарија, каде што голем медиумски магнат Делјан Пеевски беше ставен на црна листа. Човек близок до Борисов, значи токму тоа е, значи, станува збор за една операција во која што всушност се препознава, Соединетите Американски држави го препознаа низ тој акт Магнитски, донесен, ако не се лажам, 2016 година. Мислите дека ревидиран, тогаш дополнен 2012 година, јас во меѓувреме проверив, да. Тоа е акт кој што значи, се дополнува и се форматира во мандатот на Обама, при крајот на мандатот на Обама.
Оно што не се знае во Македонија дека потоа во 2018 и 2019 година соодветен акт се носи и во Европскиот парламент. Исто така и во Канада. Соединетите американски држави препознаваат дека корупцијата е закана за националната безбедност, како на Соединетите американски држави, така и на нејзините држави сојузнички. Актот Магнитски се нарекува по Сергеј Леонидович Магнитски, адвокат кој што ги отвара коруптивните сделки на Путиновите олигарси, кој завршува во притвор и умира во притвор 7 дена пред да биде ослободен, бидејќи му истекува едногодишниот притвор. Во многу чудни околности умира. Да, па добро, сега се забележува. Да, впрочем се сеќаваме дека Путиновиот режим е еден од најголемите извозни продукти му е новичок. Значи бојниот Тоторов од кој што загине нели претходно. Затоа прашање како не сме биле во можност генерално како политички, ајде да кажеме, групации, представници и слично да препознаеме почеток или едно големо магистрално вртење. Корупцијата е таа која што ги подјадува системите. Корупцијата која што не започнува спонтано. Таа не се однесува на 100 грама кафе на некој шалтерски работник што ќе му ги однесет. Таа е последица таму. Таа започнува многу повисоко. Таа е криминал на белите крагни. На луѓето кои што врз основа на закон подесен токму врз основа на нивните барања може да приватизираат, може да земаат тендери. Најдобри се во се по закон, но воопшто тоа не го прават легитимно. Односно ги подесуваат законските услови така како што нив им требаат. И од тука натаму приватизација и се што се случува во целиот Западен Балкан завршуваат и кај нас така како што завршуваат. И ќе ве потсетам уште на еден аспект, а тоа е сега сите зборуваат за задоцнетото за задоцнетото ставање на црна листа на Груевски и на Мијалков. Јас се согласувам, но не се согласувам дека е тоа задоцнето како што велат 3-4 години. Јас мислам дека таа порака до Груевски е испратена уште во 2011 година, бидејќи Бајден беше тој кој што го прими Груевски во Вашингтон. Но Груевски после средбата со Бајден држеше пресконференција на тротоар преку улица од Белата куќа. Пораката беше уште тогаш пратена за оние кои што внимателно следеа. Но во исто време... Милчовски, поксоро ќе прекинам. Сеќавам на таа ситуација. Јас завчера бев на Канал 5, утре на Трилинг на 24, кај колегата Горас Чоновски мала најава, и го кажувам истото тоа. За доцента реакција, за тоа што ако Бајден 2011 година знаел што се случува, зошто ние чекавме цели 11 години да биде ставен Груевски на црната листа? Зошто? Чекавме, јас затоа прашав, што се критериумите? Правосилна судска одлука, информација од страна на американските тајни служби, на ДЕА, на Law Enforcement Agencies, како им се нарекуваат. Зошто чекаме? Друга ми е поентата. Зарем сега ќе чекаме 11 години за да видиме дека некој во моментов не краде и прави корупција и ја загрозува безбедноста на државата. Тоа има проблем. Тоа е свичот кој што се прави. Зошто чекал 11 години? Првото прашање што сме чекале ние 11 години. Значи, да не беше, еве сега ќе ви дадам една друга паралела. Мојата реакција за убиството на Тот е истата како и реакцијата за убиството на Мартин Нешковски. Што е тоа што институциите овдека го чекаат да се случи? Дури кога ќе се провали некоја информација, па тогаш да реагираат. Тоа е тоа владење или невладење на правото и една од причините зашто луѓето овдека не се чувствуваат комотно во сопствената држава. Но одиме натаму. Сигурно дека Соединетите американски држави, европските земји и слично, сигурно дека не сакаат да постапуваат врз основа само како се вели на допрен глас, туку треба да има некоја целина на сознание, а впрочем гледаме дека има веќе и правосилни пресуди и против Груевски и против Мијалков. Но вчерашното извештај на Стейт Департментот, каде што прецизно се потенцира дека има корупција во Македонија, не е базирана на правосилни одлуки. Зборуваме за сега, оваа гарнитура на власт, на назад. И на правосилни одлуки, и на перцепции. И на перцепции, и на процеси, на заведени случаи, така, и сознанија. Повторно ќе речам, ние очигледно прашавте зошто ние не сме реагирале во 2011 година, државата не го санкционирала Груевски. Тогаш Груевски бил државата.
помалку или повеќе. Тоа е проблемот. Се согласувам. И јасно Не е... може политичар да биде државата. И поразително е, јас да го кажам ова, дека македонската држава, македонската нација, македонските институции не се капацитетни да ги се соочат со своите најголеми проблеми. Да ве охрабрам и вака. Поразително би било доколку премолчувате и доколку премолчувам дека тоа така. Охрабрувачки е кога тоа ќе го констатираме и ќе ги побараме начините како да дојдеме до решение. Ајде да ви дадам уште еден пример сега. И тука повторно значи да дадам една илустрација би рекол. Ние зборуваме и цело време мислиме дека ние сме нели во право, Најубави, најпаметни. Најубави, најпаметни и велиме, ние сме многу заинтересирани за блиска соработка со нашите сојузници. Добро, со Соединетите американски држави. Одлично. Колку години немавме амбасадор во Вашингтон? Непријатно прашање. 3-4 години. Да не шириме натаму. Добро. Кого сакавте да го пратите амбасадор во Соединетите американски држави? Па еден лик кој што не доби агреман, фактички, од Вашингтон. Кој па, знаете, бил министер за внатрешни, па за надворешни, па учествувал во многу јавни дискусии. Кандидат за председател. Бил кандидат за председател. Аха. И што правите вие сега со тој лик? Па сега го праќаме да биде амбасадор во Обединените нации. Каде што нема потреба да греман. Одлично, значи толку сте вие посветени, системски зборуваме на тоа прашање. Но идеме на вториот дел. Да одиме сега, значи зборувавме за професорот Фрчковски, но ајде сега да одиме натаму на кандидатот кој што го праќаме во Европската Унија. Значи, во Европската Унија, на која што ние многу сакаме да и се приближиме и да бидеме составен дел, да бидеме полноправен член, да ги започнеме исто преговори. така не е потребен агреман. Го испраќаме лицето кое што практично има, ако не се лажам, ја започнува малтене кариерата во неговиот кабинет. Било градоначалник, изгубило на избори во ред, политичка борба. Во целиот период е перманентно присутно во политиката. Вице-премиер за европски интеграции. Вице-премиер било за европски интеграции, во кој цело време имате назадување на процесите, имате и не толку поволни извештаи на Европската Унија. И вие повторно решавате да испратите те тарифи на тоа место. И човек кој што оставил во тетовската каса во многу нејасни ситуации огромни долгови каде се плаќани луѓе кои што не живееле во Македонија, што е на некој начин корупција. Се согласувам. Идеме сега на шлагот на јаготката. На јаготката на шлагот, се извинувам. Па ние сакаме професионална дипломатија, одлично. Сакаме подобрување на односите со Бугарија, одлично. И па сега ќе ви испратиме еден системски дипломат, албанка, која што всушност кариерата ја има градено во Брисел, ама не ја праќаме во Брисел, туку ќе ви ја пратиме амбасадор во Софија. Аман тебе луѓе. Па добро, имате ли вие намера, значи, да се прашаме како држава, влада, Министерство за Инаку морам да реагирам, Агнеза Руси во Софија оди, дипломат од кариера, според мене еден од најдобрите македонски дипломати, и ми се чини дека да не разберат погрешно луѓе, не ги ставаме во категоријата со Теута Арифи и Љубомир Фрчковски. Според мене, вие може имате друг став, Агнеза Руси не е политичар, е човек кој што работи на дипломатска кариера. Поучен од примерите како многу ликови се толку пријатни и толку прифатливи за политичките гарнитури во Македонија, секогаш ќе бидам внимателен во оценките. Но нешто е битно е, ајде сега, ако сакате да ја прецизирам скроз поентата до крај. Тој кој што треба да го пратите во Брисел, го пратите во Софија. Тој кој што не треба да го пратите дипломат, го праќате во Брисел. А тој кој што никаква смисла нема да го испратите, бидејќи веќе ви е кажано, паталете таа работа, го праќате во Њујорк. И вие сакате да бидете сериозно доживувани. Тоа се луѓе кои што веднаш ќе најдат на подозрење кај своите домаќини. Не е нивното прашање. Тие одат сега практично, очигледно праќаме една дипломатска екипа која што оди на одмор. Но прашањето е со кои очи ќе се гледа Македонија. Тоа е она за кое што зборуваме системско гледање на нештата
Ние нема да зборуваме во Скопје за тие работи, ќе ги заборави јавноста за пар месеци и толку е. Може не се додадам заборава. уште едно име. Во Франција испраќаме човек кој што е шеф на тајната служба во последниве 4 години и ако се сетам само каква реакција имаше во македонската јавност кога Бугарија не испрати тука генерал и пронајден шеф на моето разузнавање, кога Србија не испрати пронајден шеф на војното разузнавање, ја се прашувам како Франција ќе реагира кога ние им го праќаме првиот македонски шпион сега во моментов, не некогаш, сега. Не знам дали Франција реагираше овде низ поранешниот амбасадор кој што кажа дека додека оваа земја останува заробена од 20 фамилии, 10 кажа тој, да. Ма добро. Ајде да го Проширени прошириме, може, да. да го прошириме и надградиме, што би рекли едни ликови. Се до тогаш, ние нема да можеме да авансираме, да се движиме напред. За жал, сметам дека застанувајќи во ваква кандидатска листа, дури и Бујар Османи не ги искористи до крај своите политички и дипломатски можности, но ајде да се надеваме дека корекциите за тоа ќе следуваат. Оно што е друго битно е односот на ВМРО ДПМН или на опозицијата генерално да зборуваме по тоа прашање, затоа што сметам дека и тука реакцијата не беше доволна. Фокусирањето само на еден лик на Фрчковски не беше доволна и мислам дека за тоа допрва ќе се отвараат прашања. Да. Сакам малку веќе се жал многу брзо некој ми поминува емисијава. Вие во своите настапи, односно јавни пораки, зборувате за еден термин кој што е стар 27-8 години, се појави според мене 94-5 година, стабилократија, кога целиот свет го мразеше Милошевиќ, но тој сепак обстојуваше на власт во Србија, дури за време на босанските војни, и тогаш се појави таа теорија за стабилократија, дека западните сили САД пред се, нели Европската унија, и покрај тоа што знаат дека одредени балкански, за Балканот ќе зборувам, лидери се корумпирани, дека се недемократи, дека се диктатори, сепак плашејќи се од полошо, од дестабилизација, им помагаат. Тоа беше времето на Милошевиќ, го имаме тогаш и Туџман, го имавме. Можеби Мило Џукановиќ е најдобриот пример за тоа. Едно време беше обвинет од страна на италијанското правосудство за криумчарење на дроги и така натаму. Тој сега е човек кој што е високо почитуван во Брисел, во Вашингтон, човек како стабилизатор на регионот. Како оваа ситуација се аплицира во Македонија, зборам последниве 10 години? Па, добро прашање, одлично. На Мило Џукановиќ последицата на стабилократијата е Дритана Базовиќ. Последицата на стабилократијата во Србија денеска ви се 8 кандидати за председател, кои што исто, сите еден до друг, зборуваат за истите работи. Пријателство со Русија, Кина, близко со Европска унија, никој не сакаше да го признае Косово, никој не сакаше да зборува за влез на Србија во НАТО. Нормално, победи тој кој што најдобро го контролираше теренот, бидејќи понудата беше иста. Но, она што е денеска битно е дека таа стабилократија завршува. Односно, ликовите кои што се коруптивно имплантирани ќе заминат заради корупцијата и заради декомпонирањето на корупцијата, која што кажав, влечеше корени од Советскиот сојуз и Југославија и потоа дури и се префрли, ако сакате слободно да кажеме, кон Европа и кон САД. Затоа таа стана закана за националната безбедност и затоа сите акти кои што се донесени и во САД, и во Европската унија, и во Британија, и во Канада, зборуваат дека таа игранка завршува. Зошто? Затоа што прескапо ги чини овие држави, меѓу другото, а ги подјадува сите нивни проекти. Бидејќи проектите во Македонија, во Западниот Балкан, на Балканот, Југоисточна Европа, беа финансирани во голем дел и се уште ние живееме овдека со средства кои што доаѓаат од даночните врзници од Европа и од Соединетите Американски држави. Друга работа е, ако забележувате сега, постои голема вознемиреност во така наречена јавност. Општеството многу не е загрижено. А дури интересно е кој ќе забележите дека ликови кои што не се расфрлаат со драматични изјави, не подпируваат огнови меѓунационална, меѓуетничка, меѓуверска, како сакате, основа,
па тие всушност во моментот се и дел од стабилност. А дали се дел од стабилократијата? Не би рекол. Променете пристапот. И сега се бараат можеби луѓе или доаѓаат на сцена луѓе кои што се подготвени да зборуваат за непријатните работи, но сакаат да бидат представници на оние кои што ги гласаат. Повторно ќе се вратам на нашиот пример или на нашето гледање кон нештата. Повторно ќе кажам за една перцепција која што ја забележувам во дефинирањето на тоа кој треба да си замине од политичката сцена. Забележувавте една во периодот на функционирањето на диалогот, политичкиот диалог под покровителство на Стево Пендаровски меѓу Мицковски и Заев и никој од другите лидери. Основното прашање кое што се појави е дали треба Али Ахмети или Дуи да си замине од сцената. Па еднаш беше Ахмети, па еднаш Дуи. Никој не ги праша албанците што мислат. Албанците си кажа на избори, како гласачи на таа партија, дали треба да си заминат тие или не. Друго, дали забележувате едно прочистување на представништвото на самата таа партија, која денеска е, па јас би рекол со исклучок на Лик 2, комплетно променета од онаа која што ја знаеме од пред 10 години. Ликовите кои што беа практично во коалиционите влади на Дуи со ВМРО, ДПМН, ги нема. Но врвот е тука, истиот човек. Интересно. Неговите најблиски соработници се тука. Интересно. Тој човек ја добива поддршката од гласачите. Тој е представник на албанците затоа што тие така го доживуваат, а не затоа што македонците тоа го сакаат. И обратно, кога и македонците представништвото ќе биде ослободено од наметнатите величини. Од оние сладкасти ликови кои што, како што кажав претходно, те започнале преку грантови, невладини организации, па мистериозно се појавиле во партиите, ако проверите во нивните фамилиарни бекграунди, дека биле и тоа како присутни во претходниот систем. Кога ќе се ослободиме од таквите, и кај македонците ќе го почувствувате полетот и ќе се забележи дека не е се така непроменливо. Имам многу подпрашање на што го зборувате, но сакам другите теми да ги зборувате за демафизација на Македонија. Можно ли е да се уништи мафијата во Македонија, која што немаме дилеми дека постои? Тука само дилемата е дали државата е мафија или мафијата е државата, или деловите од државните институции се делови од мафијата или обратно. Она слика на видео што го видовме пред 3 дена, чинам од нечиот премин Блаце, не верам дека е сама по себе мафијашка работа. Тој човек кој што зема 120 евра, некој член или не знам тамо, учествувал на собери на СДСМ, на изборни собери. Не верам дека тоа е мафијашка работа. Тоа е веројатно некаква слобода на човекот, вели земаат другите, сите земаат, зашто јас да не знам. Тоа е вака народски кажано. Меѓутоа, факт е дека целото општество функционира, не е мафија, но институциите, кога зборам за општеството, функционира на мафијашки принципи. И јас сум сега шеф на овој клан овде во студиото, јас сум, сакате во емисија да учествувате, да ќе дадете толку и толку. Јас сум шеф на граничен премин тамо и тамо, сакате да влезете колку души сте? 6 души по 20 евра, 120 души. Јас давам тендер за, не знам, за македонски пошти приватизација, неки да. Јас искрено убава ви идејата демафизација, меѓутоа многу ми е неверојатно Mission Impossible, ако сакате, без поддршка, но реална поддршка од САД и Европската Унија. Повторно ќе речам, не мислам дека имаме капацитет ние тука да ги расчистиме сите теми без крв до колена. Без крв до колена ќе се решава, бидејќи веќе нема од каде да паѓа крв, истицани сме сите. Тоа е првата работа, истицани од сопствената држава. Второ, да, без САД и ЕУ тоа нема да може, затоа што нивниот досегашен пристап овозможи вакво градење на култура на неказнивост. И зошто сега САД и ЕУ одеднаш би смениле, како што велите вие? Дојде време кога и тој за едно денарче ќе одговара. Јас би сакал да е така, но не гледам дека Европската Унија има механизми да го направи тоа, па дури ни САД дали ќе сака. Се уште имаат своји интереси кои што нивни луѓе овде ги спроведуваат, ако сака. Овде луѓе би сакале да лежат 3 години затвор, а после да си ги трошат милионите. И тоа се случува, Величковски, тоа се случува. Сега, истото се случувало и, ако сакате да зборуваме, и во Европа и во Америка. Но од моментот кога таа корупција стана закана за безбедноста во светот, тоа е невозможно.
имплантирањето на Путиновите олигарси, не велам руските олигарси, туку на Путиновите олигарси, е еден од почетоците и тоа мораме да си го признаеме за да знаеме како да се соочиме со проблемот. Нивните антени се присутни во Западниот Балкан, во Југоисточна Европа, во Европа. Денеска ехото на судирот со корупцијата не го барајте само на Балканот. Ехото на тој судир барајте го на изборите во Франција. Бидејќи сите десничарски и екстремно десничарски структури, нивните кандидати, сите тие имаат финансиски корен во Путиновата олигархија. И забележете како нивниот пат се движи заедно паралелно со Путиновата или руската агресија врз Украина. Зошто? Затоа што нивната улога беше еднаш беа антиваксери, потоа стана заговори, теории на заговори и слично. На крај дојдовме до отвореното. Тие сега се исцртаа. Со кого се? Од кого биле финансирани? А со тој и за нивната цел. Тука е причината за нервозата на Путиновиот режим. И тука е причината за нервозата на сите валутни путинисти овдека. Видејќи сите тие зборуваа колку го сакаат Путин или неговиот начин на управување, но сите се обидуваат дали тие, дали нивните деца да живеат, да работат во странство за евра и долари, не за рубли. Величковски, јаваме на теза, не знали ќе согласите, се разбира не морате, дека прорускиот сентимент што постои во Македонија, пропутиновиот сентимент, ако сакате, во контекст на руската агресија на Украина, се должи на разочарувањето на македонските граѓани во тоа што ни донесе НАТО, затоа што пред НАТО се зборуваше за влезна пазар од 400 милиарди евра, дека македонските компании ќе влезат, ќе работат, ќе има богатство, дека со Преспанскиот договор ќе почнеме преговори со Европската унија, дури Заев велеше дека 2024 година ние можеме да влеземе веќе во Европската унија и од сето тоа излезе на голема шарена лага и дека тој сентимент негативен... Веднаш да ве прекинам. Затоа сте во право. Тие нереални ветувања кои што ги даваше Заев, јас ќе ве потсетам дека јас бев еден од ретките што се спротестуваа на референдум. Затоа што реков, ова прашање во 2012 и 2013 година кажам, ова прашање нема да се решава на референдум, ќе се решава во собрание, бидејќи тоа е нашето уставно уредување. Сите што се обидуваат да се кријат за одлуката, волјата на народот и слично, завршија во поранешни функционери, најмалку да не зборуваме за завршени на црна листа. Зошто? Затоа што се обидува својата одговорност да му ја транспонираат на народот. Ама со пари од народот, кои што тие ќе ги контролираат. Но тоа е помалиот дел од проблемот. Перцепцијата кај македонците, особено, е и воопшто јас ќе кажам кај сите овие народи кои што живееа под во рамките на југословенскиот наративен меур. Е дека големата Русија ги има ослободено сите овие територии во Источна Европа и овдека на Балканот. И дека тоа е природна територија на Русија. Но ајде да се вратиме назад. Хлодоморот не го прават ниту американци, ниту европјани. Тоа е системска репресија на советската Русија врз Украина. Украинците се изложени на огромна борба и нивната независна држава прогласена 1919 крваво е задушена. Полска во денешните граници, со Полска во границите до 1941 не е истата. Балтичките држави се окупирани од Советскиот сојуз во договор помеѓу Сталин и Хитлер, односно помеѓу Рибентроп и Молотов. Значи, сето тоа е фарса која што овдека ние сме доживувале врз основа на проектирана идеја, на наратива на како беше несврстана Југославија. Неврзаните. Проблемот на матрицата, на оваа матрица на колонизирана популација. И во тоа што ние не сакаме да ги видиме или не ни биле достапни, или се уште се обидуваат да не ги стават на располагање објективните историски факти, и затоа многу често ако забележувате, дури и во разговорите меѓу историските комисии, дури и во разговори со странски дипломати, ќе ве гледат вака, ќе ги сослушаат вашите аргументи, но велат, ајде уште малку време да дадеме, некои работи, можеби ние не ги знаеме, можеби не се познати тука. Таа фама за традиционално руско присуство на Балканот
Ја следи фамата која што и близината со Руската православна црква. Ја следи фамата која што доаѓа со промовирањето на светославието внатре во Српската православна црква со уставот кој што тие го носат 35-та година. Да не заборавиме дека и пред независна Македонија имало политика. Да не заборавиме дека пред историјата која што ние сме ја учеле, имало и други толкувања на историјата и други факти кои што нас не ни се познати. Да се отвориме, да ги знаеме работите, да ги согледаме, не за да даваме суд, туку врз основа на искуствата на генерациите пред нас, да знаеме со какви предизвици ќе се соочиме во иднина. Величковски, се согласувам, ова е многу важно прашање, но како да се случи тоа кога ние денеска не знаеме што ни се случува, например со прашањето со Бугарија? Спомнавте Историјската комисија. Моите информации се дека членови на Историјската комисија, можеби сите членови, деноиве биле во Берлин. Не знам зошто, или можеби знам, но еве ќе оставам владата да објави. Пред 3 дена кога реков на Канал 5 на Само вистина дека македонските и бугарските власти преговараат, дека се водат тајни преговори, малку бев нападнат од колегите, па дури на Facebook. Велем, денеска излегува Бујар Османи и вели постои документ, прашање дали Бугарија ќе го прифати. Моите сега нови информации за македонската јавност, моите информации се дека документот веќе е подготвен, направен е со помош на голема европска држава, европска сила, дека проблемот е сега што Петков не ги информирал своите коалициони партнери, кои што еден од нив Слави Трифонов, радикалниот, но и министерката за одбрана, кој што е човек на Радев и кој што рече дека нема да се согласи со испраќање на бугарско оружје во Украина, би можеле да ја уништат владата. Проблемот според моите информации е добар за Европската унија и за Бугарија. За Македонија немам никакви информации дали е добар, но е потенцирано дека е добар за Бугарија и за Европската унија. И сите овие работи излегува вчера и денеска. Не велам дека јас сум го испровоцирал тоа со таа моја изјава на Само вистина дека се водат преговори. Веројатно сватиле дека нешто знам, но прашањето е зошто се крие толку многу? Зошто ние не можеме сегашните работи кои што граѓаните мора да знаат? Ова прашање мора да дојде во Собранијската комисија за надворешна политика еден ден. Не може да се реши како што велите вие нашиот систем во Собранието, мора да се ратификува тоа. Одлично поента. Уште момент само. Еден одговор. Прашањето е прво да помине во Бугарија, во парламентот, овој документ за кој што збори Бујар Османи, моите информации тие, а потоа ќе дојде во Скопје. И тогаш македонската страна ќе биде ставена во тесно. Бугарија прифатила, Европската унија преку таа голема држава ги помага да се направи договорот, го креира договорот и Македонија ќе дојде во ситуација да земи или остави, односно ако одбие, ние ќе одбиеме практично почеток на преговори со Европската унија. Зошто не се случи ова? Јас не се занимавам со хипотетички ситуации. Па добро, ова не се хипотетички, ова се многу конкретни работи сега, не се да ги откријам сите работи, но ве разбирам. Затоа дозволете и јас во рамките на она што го размислувам, да ја речем, познавам, да ви одговорам вака. Главната паника во преговорите не е содржината на преговорите, туку изместувањето на преговорите од јаранска дружба меѓу Зоран Заев и Војко Борисов во и уште подолжно да кажам, од кавга меѓу македонскиот и бугарскиот народ е преселена во процес врз основа на меѓународно правни инструменти што се води меѓу држави. Тоа е основната причина каде е незадоволството во она што го нарекуваме јавност во Македонија и тоа е па од друга страна причината за спокојството на општеството или општествата во Македонија. И оваа драматика за која што зборувате сега, јас ја прифаќам како таква и би била драматика доколку истото тоа собрание со истата таа комисија за надворешно политички односи или за надворешна политика со истото внимание седнеше и речеше, ајде овој отворен Балкан, оваа иницијатива, која што се фура на сите страни, ја зборуваат сите премиери, вклучително и нашиот, ајде да видиме која е основата за незиното подпишување. За договоров, како се вика со Бугарија, основа е Софиски договор, ама за отворен Балкан, ако проверите, нема никаков документ, ниту во собрание. Сето тоа се владени одлуки. Еде да ги поставиме работите каде е избеган принципот, во кој момент. Инаку, сето на тамошно преговарање, кое што се врши
се врши врз основа на класични методи на дипломатијата и тие се методи кои што не велам дали е добар или лош договор, тоа ќе го видиме кој ќе се знае. Но тоа се методи кои што се применуваат при дефинирање на меѓудржавни акти. Секое предвремено дигање на гардот на непознаница е еднакво штетно како и незаинтересираност во процесот. Јас нешто друго алудирав, за тоа сакав прашање од вас. Во 2011 година на референдумот се случи да македонските гласачи на референдум кажат дека не ги интересираат Европската унија и НАТО. Де факто тоа се случи. Прашањето на референдумот беше тоа, дали сте за Преспанскиот договор и за членство. Не успеа референдумот, сега нели се да само тврди дека успеал. Тој референдум се знаеше дека нема да успее. Воре, тоа е друго прашање, но ние де факто, тоа што сега кога читате некои западни историчари што модерна епоха ја работат, велат во 2011 година македонските граѓани не гласа на референдум за членство во Европската унија. Внимавајте, тоа е многу важен факт кога утре ќе се прави кампања за Македонија да почне преговори или не знам да влезе во Европската унија. Ние ќе треба да објасниме зошто македонците не сакале Европската унија. Иако тоа реално не е така. Не се грижите. Не се грижам. Не вие, него јавноста да не се грижи. Сега повторно се случува со Бугарија истото. Јас од тоа се плашам. Штом започнат? Дозволете ми само. Сега ќе излезе дека ние не сакаме да влезе во Европската унија доколку го одбиеме овој последен документ, договор кој што Петков веќе го одобрил. Тоа е прашањето. А реалноста не е таква. Македонските граѓани сакаат да влезат во Европската унија и тоа, да речам, не само заради внатрешни причини, хомогенизација на граѓаните. Може едно прашање? А зошто мислите дека ќе го одбиеме тој договор? Зошто тргнуваме од аспектот дека тој договор е лош за Македонија, за македонците? Од тоа што го слушаме до сега, следејќи го анексот на бугарската држава, која што го објави овие на парламентот, го објави уште пред година и пошто се криеше овдека, тргнувајќи од позицијата официјална на бугарското собрание, резолуцијата на бугарската влада. Значи, како да се надеваме дека е договорот добар? Ние имаме резолуција која што и собранието на Македонија ја донесе. Вие верувате дека македонската резолуција и позиција е подобра во однос на Бугарија или не знам посилна, поцврста? Во оној момент кога преговараме, кога државите преговараат, решенијата се секогаш изводливи и не се штетни, за разлика од онај јаранско договарање, кафанско договарање, што Заев се обидуваше да го воспостави на персонална линија со Борисов. Не заради нивните ликови са, туку заради тоа што премиерите се председатели на влада, но не се суверени на една земја. И не можат туку така да ги преминат сите меѓународни норми на однесување, ако сакате. Да подсетам само на промената на македонскиот устав заради Преспанскиот договор. Тамо немаше меѓудржавни договори, преговори, немаше пријателски јарански односи меѓу Ципрас и Заев. Имаше политичко насилство, каде што еден од вие што дигнаа рака од 80 пратеници беше ослободен дента на гласањето во парламентот. Ме разбирате на што алудирам сега? Јас се плашам дека и сега ќе се случи тоа. Со тоа што сега би рекол дури омразата кај македонските граѓани кон ваквиот вид на водење политика заради општо добро, во кој што ние покажуваме пред светот дека не сакаме да влеземе во Европска унија, тука не можам да исклучам дека ќе се случат многу лоши работи. Може би не можете да исклучите, но не би сакал да звучиме дека тоа го посакуваме, нели? Дефинитивно, ма затоа го зборуваме. Затоа го зборуваме ова. Затоа, токму, тоа е. И затоа зборувам зошто се молчи за сегашните страшни работи. Подобро граѓаните да знаат. Затоа возбудувањето на јавност, онака што кажав, оној тенок слој помеѓу отуѓените политичари и мнозинството граѓани. Затоа таа јавност ќе биде највозбудена. Затоа кај вас критичкиот пристап е корисен, но не сме да премине во емоција. Бидејќи политиката... Живи луѓе сме, емоции имаме. Јас сум должен. Не боли, не болат. Премногу работи лоши се случија каде што ние не бевме консултирани, ако сакате. Јас сум должен спокојството на македонците, на нацијата, воопшто, значи, ќе го искористам терминот северно-македонска нација, иако тоа знам дека боли. Ќе го искористам за да илустрирам. Овде со ова не согласувам апсолутно. За да илустрирам дека едно солирање на министер за надворешни работи тогаш
направи многу повеќе последици во кои денеска таа дефиниција што ја користам за северно-македонска нација може да се јави како гаранција за македонскиот етнички спецификум. Внимавајте сега што кажувам, знаете дека после некое време може да излезе точно. Имам уште една минута само, се извинувам. Морам да ве прашам нешто. Ова е прашање за посебна емисија. За ова и се договарам прати, ова е многу сум екстензивен. Не сте екстензивен, но времето е мало. Национализација на бизнисот со марихуана, можно е такво нешто? И за ова немаме да го елаборираме целосно, Да. но можно ли? Режисерот Дарко Митревски во една емисија лани пред Нова година, полани пред Нова година, тој па тогаш најави што ќе се случи со Македонија, со марихуаната, со бизнисите. И јас тогаш искрено не верував 100%, тоа сега гледам дека всушност тоа станува огромен. Таа не е моја идеја, но заедно со воведувањето на концептот на бруто плата се две средства во кои што ослободувате средства за финансии за одбраната и здравството, во исто време оставате повеќе пари кај луѓето и слободен избор каде да ги даваат парите. Во оној момент кога вие како граѓани, животно, и кога вие пензиско, тоа го бирате и знаете дека ако не го искористите вие, вашите потомци може да го искористат. Завршува улогата на Ден Дончевци и слични кои што заврши тендерите, запали авиончето. Тоа е тоа што луѓето не сакаат да го слушнат овде, политичарите се извинувам, не сакаат да го слушнат овде. Знам дека не е пријатно. И верувајте дека многу од овие работи кои што ги кажувам, да звучат можеби така утописки. Но тие се причина зашто некои луѓе со мене не сакаат да разговараат, а некои други сметат дека е корисно. Добро, да повториме уште еднаш. Бруто плата и приватизација, односно национализација, се извинувам, на бизнисот со марихуана. Две важни точки. Со употреба на средствата од приходите од тој бизнис за одбраната и за фондот за здравствено осигурување. Да не се грижиме, после ќе можеме да ја модернизираме својата одбрана и да ги платиме луѓето добро. Работата е денеска ќе чуете сите што треба да се даде. Ама барајте ги оние кои што ќе ви кажат од каде тоа ќе се најде. Добро, ви благодарам. Иван Величковски за гостувањето во емисијата, ми беше задоволство, навистина интересни работи слушнавме. Нам ни останува да ви се благодариме уште еднаш, да благодариме нашите гледачи и да ги информираме дека во недела во Бугарија се одржува еден настан на македонците, традиционален настан. Нема да кажам за што се работи точно, но би сакала еден тест да направам, да видиме дали некој од нас ќе дознае за што се работи и ќе отиде во знак на поддршка на македонците, еден пикник, како што честопати знаете, додите во Врање, во Лесковац, во Ќустендил, во Софија, во, не знам, во Тирана, можеби во Приштина на шопинг, на кафе, дали ќе се обидете да дознаете што ќе се случува во недела во Бугарија, што организираат македонците таму и дали сте подготвени да бидете солидарни со нив. Пријатна вечер, Македонијо, бидете сите живи и здрави.